И сакам ова вечер да почнам со една многу нехумана институција што постои во светот, а која е осудена од сите. Одамна луѓето е осудија, институцијата робство. Иако е осудена и според законите и декларациите за човечки права и повелби и сите оние устави што постојат во Обединетите нации, се уште има робство во светот. И ако не сте знаеле, еве ќе ви кажам сега дека според некакви статистики, повеќе од 200 милиони деца се робови во светот. 200 милиони деца. Најголем дел од нив се во Азија, Јужна Америка и Јужна Африка. Некои од тие деца се крадени и потоа се продавани на некакви црни пазари за деца робови, некои пак се продавани од родителите. И тие деца робови се ангажираат да работат во фабрики, на плантажи, и бидејќи тоа станува така голема масовна појава, застрашувачка, на некои производи во маркети е запишено дека тој производ не е произведен од детски труд. Например, во Веро, во моментот има едни топки, за фудбалски топки, на нив пишува дека не се вклучени деца во производството на тие топки. А според на друга информација, околу 30% од какаото во светот, она какао што ние го јадеме, е произведено од детски робски труд. Звучи така застрашувачки, згрозувачки. Робството е многу нехумана работа. Зошто ги зимаат робовите и ги купуваат? Да ги измачуваат, да ги експлоатираат. Има и едно друго робство кој последните неколку години стана актуелно, последните денови всушност стана актуелно, продажба на жени во Сирија. Она организација терористичка ИСИС киднапира жени и ги продава како робови во Сирија. Страшни работи. И сме сите така испаѓаме во ужас кога слушаме за робство. Такво нешто, за такви нехумани постапки од луѓето. И покрај сета хуманизираност на човекот и сите добри намери, човекот воопшто пак не се ни замислува за најстрашното робство. За робството или поробувањето на душата на човекот. Нема пострашно робство од духовното робство. Како што поробувачите напаѓаат за да украдат, да поробат луѓе и потоа да ги измачуваат, да ги експлоатираат, така има еден крадец, поробувач на човечки души, кој краде од Божјото царство. И неговата цел е поробување на душите на луѓето. Луѓето, по природа, по правило, по потекло, му припаѓаат на Бог. Сатаната е тој кој краде. И затоа во параболите на Господ Исус Христос тој е представен како крадец. Зашто тој го краде онаа што му припаѓа на Бог. Тој војува, го напаѓа Божјото царство за да поробува човечки души. И како секој поробувач, неговата цел е да експлоатира, да уништува, додека Бог создава, додека Бог ослободува, додека Бог гради, сатаната уништува, поробува, усмртува. Додека Бог дава живот, сатаната, поробувачот, дава смрт. И човештвото, уште од неговото постојање во таа борба, непрекината борба, духовна војна. Духовна војна која царството на темнината ја води против царството на Бог. Сатаната војува против Бог. Целта, трофеот е човечката душа, поробувањето на човекот. И таа војна многу убаво е представена во книгата Откровение. Минатото изучување пред 2 недели започнавме со 12-та глава, видовме дека 12-та, 13-та, 14-та глава на книгата Откровение преку есхатолошки, митолошки сцени ја покажува реалноста на духовната војна. Околу нас се води духовна војна. И оно што се случува реално во нашиот живот, во физичкиот живот, е рефлексија на духовната војна. Духовната војна во која што целта е поробувањето на човечката душа.
И секој човек е вклучен во таа војна. Секој човек е или во царството на светлината, или во царството на темнината. Секој војува од едната или другата страна на онаа линија на фронтот. Или војува поробен под сатаната, или пак војува во Божото царство. Војува за градење на царство на слобода. Едно вечно царство на блаженство во кое што царува Господ Исус Христос. Тоа е човечката историја. Книгата Откровение е апокалиптичка литература. И затоа нештата внатре се опише на таков начин, преку такви сцени. И кога читате книгата Откровение, среќавате змејови, змии, среќавате суштества кои се типични за книгите на Толкин или на Луис или пак некакви други митологии. Карактерот на литературата е таков. Зашто на сликовит начин, преку употреба на символи, авторот сака да ни ја пренесе суровоста, жестокоста на таа борба. Борбата е сериозна. Противникот е страшен. Минатиот пат видовме на почетокот се представени главните актери во таа војна. Главниот актер е еден змеј, црвен змеј, страшен змеј, црмен или огнен, со други зборови. Тој е Пирос. Тој е змеј, или сатаната е представен како змеј, зашто змејот во сите митологии е деструктивно суштество. Тој убива, уништува, голта. Нашиот непријател, сатаната, не е за подценување. Е силен, е страшен. И тој се обидува да го осуети Божиот план за спасение. На патот кон освојувањето на човечките души стои Христос, Месијата. И Божиот народ, кој ја проповеда пораката за спасението и го гради Божото царство. Сатаната притиска. Неговата цел е да ги натера луѓето, Божите луѓе, да се одвратат од Бог и да се свртат кон сатаната. Тоа е единствената негова цел. И тој, ќе видиме во продолжение на 12 глава, употребава секакви средства за да ја постигне таа цел. Во минатото изучување покрај змевот видовме жената, небесната жена. Имаше еден знак, жена на небото. Рековме дека тоа не е буквална жена, зашто има символика, пишува дека е знак. Во таа жена го препознавме Божиот народ. Божиот народ кој се бори на страната на Бог. Божиот народ е целта на атаките, на нападите на сатаната. Ако успее да го уништи Божиот народ, сатаната ја постигнува целта, успева да го придобие Божиото царство за себе. И видовме дека во таа борба, во таа духовна војна што се води околу нас, оние што војуваат на страната на Бог, нивната победа е осигурана. Зошто? Зошто Бог војува за нив. Зошто го имаат за сојузник Бог кој веќе обезбедил победата. Колку е да е страшен противникот, ако останеме до крај на страната на Бог, ние имаме победата. И целата таа глава, 12-13 глава, имаат тие неколку глави, имаат за цел да ни ја објаснат, илустративно да ни ја покажат вистината, духовната вистина, дека сме во војна, дека противникот е страшен и треба да бидеме будни, трезвени, зашто противникот е како лав што постојано обиколува и бара некого да голтне. Тој чека момент на заспаност, на невнимание. Затоа се бара будност. Но ако бидеме будни, нашата победа е осигурана, зашто Бог, Создателот на се, војува на нашата страна. Тој веќе обезбедил победата. И таа победа, сигурноста на победата е многу јасно покажана во вториот дел на 12 глава. Видовме дека тој змеј, и со тоа завршивме минатиот пат, видовме дека тој змеј стои покрај жената, таа небесна жена, која раѓа машко дете, чека да го роди детето, за да го голтне. И од тука натаму ќе видиме сега која е символиката на овие виденија и која е пораката што апостол Јован ја има преку овие митолошки сцени.
Ајде да го прочитаме текстот, ќе почнеме со машкото дете. Таа роди машко дете, син, кој ќе ги води сите народи со железен жезол. А пред тоа пишува дека, јас го немам овдека текстот, а змеот стоеше пред жената која требаше да роди, за да и го проголта детето што ќе го роди. Таа роди машко дете, син, кој ќе ги води сите народи со железен жезол. И понатаму продолжува текстот и вели: но нејзиното дете беше однесено кај Бог и неговиот престол. Што значат овие сцени? Многу јасно идентификуван следниот противник, тоест не противник, туку следниот објект на напад на сатаната. Значи го гледаме Божиот народ, гледаме оно што треба да се роди. Тој што треба да се роди, или ова машко дете, сите народи ќе ги води со железен жезл. Многу јасно идентификуван Месијата. Месијата. Клучниот играч во Божиот план за спасението. На многу други места во Библијата Исус Христос е представен како некој кој го пасе или го води, ги води сите народи со железен жезл. Псалм 2.9, Откровение 2.27, 19, 15, така нато. Сега, што значи овие три сцени на почетокот на денешното изучување? Има едно популарно толкување и претежно црковно толкување, кое не се базира на некоја подлабока екзегетика на текстот, и според тоа толкување овдека апостол Јован сака да ни даде историски редослед на настани. Прво, раѓањето на Исус во Витлеем, потоа Ирод и убиствата во Витлеем на сите деца до 2 години, за да го убие и Месијата, и во третата сцена неговото вознесение после воскресението. Не можеме да гледаме така на овие настани, зашто прво и редоследот го нема, што ние сакаме да го најдеме. Второ, пишува јасно дека тоа се знаци на небото. Има правило во толкувањето на книгата Откровение. До 9 стих сите сцени се на небото, тие се небесни сцени и одразуваат идеални, тоест духовни вистини. Не можем, никаде не пишува дека тој знак на небото, тоест жена, таа небесна жена се симнала на земјата за да роди дете. Немаме историска последователност и не можеме да најдеме хронологија на реални историски настани. Овдека имаме реални идеи, реални вистини кои треба да ни го откријат појасно и нашиот живот овдека на земјата. Овие нешта се случуваат на небото, во духовната реалност и ја покажуваат духовната војна и актерите во духовната војна. Со други зборови, целта на сатаната е осуетување на спасението преку Исус Христос. Како доаѓа спасението на човекот? Ослободувањето од робството на сатаната. Преку жртвата на Исус Христос. И сатаната се обидува историски и пред раѓањето на Исус Христос, па и денес преку црквата, да го спречи тоа спасение. За да останат луѓето поробени во темнината, да останат робови на гревот. Тоа е целта на сатаната. И сатаната историски, уште пред да се роди Исус, сакаше да го попречи тоа, тој го прави и денес. Убиството на Авел, која е родословната линија на Исус Христос, од Каин е таков обид. Гонењето на Давид од Саул, Давид како прототипот на Месијата. Ирод велики и убиството на децата. Моментот кога го искушуваше сатаната Исус Христос во пустината, исто така обид Христос да биде одвратен од крстот. Кога се собраа жителите на Назарет и сакаа да го турнат Исус Христос во бездна, во провалија, еден исто таков обид на сатаната. Кога Петар рече: Господи, јас нема да дозволам ти да отидеш во Ерусалим, за да бидеш убиен. И Господ Исус рече: бегај од мене, сатано. Сето тоа се обидите на сатаната да го спречи Божиот план за спасение.
со тоа што ќе го спречи Христовото одење на крстот. Така да, овдека во тие идеални образи е представена целта, борбата, што сатаната ја води против Божјото царство и спасението. Секојдневно сатаната се обидува да не одврати од Божјиот план. Тој го прави, гледаме, го правил кон Исус Христос. Не само кон Исус Христос, ние ќе видиме жената, потомците на жената, оние кои веруваат во Исус Христос, се исто така цел на нападите на сатаната. И тоа е идејата на книгата Откровение, да ни ја представи духовната војна. Ние напразно ќе откриеме редослед на историски настани во книгата Откровение, ако не сме будни денес и ако не ја сватиме длабоката духовна содржина која носи книгата Откровение. Буквализмот во толкувањето на книгата Откровение не оддалечува од она длабока духовна содржина на книгата. А длабоката духовна содржина се духовни вистини кои денес ние треба да ги живееме и предупредување на кои денес треба да внимаваме. И значи змејот стои тука и чека да го голтне. Тоа сака да го уништи. Имам овдека голема сличност со еден друг текст во првото послание на апостол Петар, 5 глава, 8 стих мислам беше, кај што пише дека сатаната е како лав што рика, обиколува и бара некого да голтне. Имаме паралелизам. Тој сака да го голтне Месијата, па тој сака да го голтне и секој што го следи Месијата. Сериозен е противникот. Идејата овдека, бидете будни, но има едно охрабрување. Но што се случи со Месијата? Но тој беше земен и однесен, буквално грабнат, и тој се наоѓа покрај Божиот престол. Која е овдека идејата? Некои бараат сцена на вознесението на Исус Христос. Основната идеја овдека е, сатаната сака да голтне, но Исус е заштитен. Зошто не може да го голтне? Зашто тоа е покрај Божиот престол. Зашто е Бог? Божјата намеса е тука вклучена. Во сите обиди на сатаната да биде усуетен Божиот план, сатаната не успева. Тој е поразен. Постојано во сите тие обиди гледаме пораз. И ќе видиме, многу сцени има во 12 глава. Сатаната напаѓа и сето завршува со пораз. Секој негов обид завршува со пораз. Зошто? Зашто Бог војува на страната на оние кои што се во царството на светлината, во Божјото царство. Тука гледаме како представено тоа илустративно, како обидот на сатаната да го голтне Месијата завршува со неуспех. Божјиот план се провалува, не успева. И тоа е основната идеја, да се покаже дека тој силен противник, тој страшен змеј, не успева во неговите намери. Зошто? Зошто Бог си ги штити своите. Зошто Бог е победникот. Тоа е целата поента на книгата Откровение. Бог е победникот. И оние што се со Бог победуваат. Бог победи во сите обиди што сатаната ги имаше да го осуети Божиот план. Во сите оние случаи што ги спомнавме, кога сатаната се обидувал да го спречи Месијата за остварувањето на спасителниот план, во сите тие случаи Бог победува. Тоа е основната идеја во овие неколку стихови. Понатаму текстот не враќа пак кај жената. Имаме промена, една динамика, и тоа е типично за апокалиптичката литература. Динамика во сцените. Оди од една сцена кон други, потоа пак се враќа на првата сцена. Нема никаква хронологија. Не можеме да најдеме историска хронологија. Апокалиптичката литература користи таква флексибилност на промена на сцените. Почна со жената, премина на змејот, на синот, потоа пак се враќа на жената, потоа ќе се префрли на ангелска војна и пак ќе се врати повторно кај жената. Имаме промена, постојана промена на сцените. А жената избега во пустината, каде што имаше место приготвено од Бог за да ја хранат таму 1260 денови. И што сака да каже сега овој текст?
Она пак популарното толкување, што е познато најмногу од црквите, е дека тука имаме слика, есхатолошка слика за последното време, тоа е крајот на последното време, зашто последното време е епоха. Последното време не е нешто што ќе трае 7 години. Последното време почна со вознесението на Исус Христос и трае веќе 2000 години како епоха. Крајот на последното време, она што го нарекуваат неволите на Јаков, а и Господ Исус Христос говори за тоа, е дека има некакво гонење, тоа се евреите ќе поминат низ некакви ужаси. И они кои велат дека жената всушност е символика за еврејскиот народ, т.е. етничкиот Израел, сметат дека сатаната ќе почне страшно гонење против евреите, а Бог ќе ги засолни во некоја пустина. Сцените се уште се на небото. Дури во 9 стих, кога сатаната ќе биде симнат на земјата, тогаш дејствијата ќе се префрлат на земјата. Ова се небесни сцени, небесни слики, знаци на небото. И која е поентата? Рековме дека бидејќи ова е небесно видение, небесна сцена, станува збор за некаква духовна реалност. Повторно гледаме како сатаната, откако не успева да го уништи, усуети Божиот план за спасение преку Исус Христос, тој ги гони верните луѓе, го гони Божиот народ, кој не е етнички одреден, не е дефиниран етнички. Тука легуваат сите оние кои веруваат во Исус Христос. И клучното, што е овдека повторно? Клучното е што Бог ја занесува жената во пустина и таму што ја храни, се грижи за неа. Поентата е дека Бог се грижи, онака како што не успеа Божиот план со нападот на синот, така планот на сатаната не успеа кога го напад на синот, така сатаната нема да успее да ја уништи ни жената и Божиот народ. Зошто? Зашто Бог се грижи за неа. Божјата грижа е важна овдека. Има хранење. Пустинята е символика на протекција, изолираност. Тој ќе ја изолира. Со каква цел? Да ја заштити. Заштитата е важна овдека. И ќе ја храни. И колку трае нападот на сатаната? 1260 денови, колку што е 42 месеци или колку што се 3,5 години. А што е 3,5 години? 3,5 години е половина од колку? Од 7 години. Во тие 3,5 години ги видовме кога двајцата сведоци беа напаѓани од зверот во 11 глава, овдека гледаме, потоа една друга сцена на крајот на 12 глава, повторно жената ќе биде гоната, истиот тој период, во 13 глава исто Божите луѓе ќе бидат гонети од зверот 3,5 години. И во Даниел, оној малиот рок што излегува од 4-тиот звер, ќе ги гони Божите луѓе 3,5 години. Значи, тој период од 3,5 години е врзан со некаква доминација или гонење на зверот или сатаната врз Божите луѓе. Од кога почна сатаната да ги гони Божите луѓе? Од времето на Каин и Авел, времето на Адам и Ева. И тоа продолжува и денес и ќе продолжи. И тоа е период од 3,5 години и не од 7 години. Добро што не е 7 години. Што значи 7 години? Бројката 7 значи полнота, совршенство. Во 7 е вклучено се. Божото владење е 7 години. Зашто тој беше, е и ќе биде. Додека власта на сатаната, она власт што му е дадена да ги гони Божите луѓе, е ограничена. Таа не е вечна, не трае за секогаш. Неговата и сила, и неговото дејство, и неговото време е ограничено, лимитирано е, далеко од совршенство, далеко од бројот 7, наполовина е од 7. И тоа е идејата на тие 3,5 години. И не можеме да бараме астрономски бројки, не можеме да бараме астрономски години, календарски периоди. Во книгата Откровение сите бројки
Буквално сите бројки се символични. Или се 7, или се 10, или се 12. И во тие бројки е вклучна символиката, се пренесува идеја. Жената или Божиот народ е заштитен, е загрижен. Ние понатаму ќе видиме кога змејот ќе се разгневи, тој ќе фрли оган, ќе фрли вода. Ама тука секогаш е Бог да го надитри, т.е. да го победи сатаната. Многу јасно ја гледаме заштитата. И во сите ситуации кога сатаната напаѓа Божиот народ, тој негов напад завршува со пораз. Во сите сцени што ги имаме во книгата Откровение, посебно во оваа глава. И видите, наеднаш пак од жената се префрлува на небото и почнува да говори за една војна пак што се една сцена што се открива пак на небото. И настана војна на небото, Михаил со своите ангели завојува против змевот. Змевот пак и неговите ангели завојуваа, но не одолеа и не се најде веќе место за нив на небото. Така големиот змев, старата змија, наречен ѓавол и сатана, кој го заведува сиот свет, беше isfрлен. Беше фрлен долу на земјата, заедно со неговите ангели. Која е идејата овдека? Некои во оваа сцена препознават пак историски настани и велат, или е сцена од праисториска сцена, кога сатаната успеал да убеде 1/3 од ангелите да завојуваат против Бог на небото, па тие биле победени и симнати на земјата, и сега на земјата го искушуваат човекот. Според друго пак некој буквално пак толкување, ова е духовна војна што ќе се води на крајот на времето, после која ќе започне гонењето на етничкиот Израел. Ако направиме малку подлабока екзегетика на текстот, ќе видиме дека во никој случај не можеме оваа сцена да ја врземе со конкретен историски настан, зашто идејата не е да се покаже ниту како доаѓа спасението, ниту зошто доаѓа гонењето и така натаму. Оно што е важно и во овој текст, и во оваа сцена, војната меѓу Божите ангели и царството на сатаната и резултатот од таа војна. Гледате каков е резултатот. Победата е на оние кои војуваат на Божјата страна. Сатаната е поразен и во таа битка. Ајде да видиме малку по малку, ќе ни стане појасно која е поентата. Прво, важни се овдека многу имињата кои учествуваат во таа војна. Михаил. Михаил значи во превод кој е како Бог. Тоа е преводот на зборот Михаил. И ако ние во текстот го користиме македонскиот превод, би добиле слика, ситуација во која кој е како Бог војува со оној кој претендира дека е како Бог. Или сатаната, пак во она слика од Исаја 14 стих, изјавува претенција дека ќе биде како Бог, како Севишниот. Михаил, кој се вика кој е како Бог, војува со оној кој претендира дека е како Бог. И во таа битка, оној што претендира дека е како Бог, губи. И тоа од кого губи? Некој што претендира дека е како Бог, губи од обично создание. Михаил не само што не е Бог, тој далеко тоа да е Бог. Сатаната претендира дека е Бог, дека е како Бог. И не може да победи едно обично создание. Зошто не може да го победи? Зошто војува против Бог. И тука гледаме целата абсурдност на неговата претенција да биде како Бог. Многу, како пародија е направено ова. Претендира дека е како Бог силен и мокен, а губи од еден обичен Михаил. И тука гледаме целата негова абсурдност да војува и против Божиот народ, всушност, против нас. Ако ние сме на страната на Бог, сите обиди на сатаната да не голтне или да не уништи се една негова илузија. Абсурдни се. Ако сме на страната на Бог, ние победуваме. И тој е симнат, пишува од небото.
Симнате од небото тој и неговите ангели. И некои овде го гледаат оној праисториски настан, кога ангелите кои биле на страната на Бог биле симнати на земјата и сега се на земјата. И добро, што значи тоа? Дека тие не можат веќе додат во духовниот свет на небото? Идејата е многу важна овдека. Веднаш после овој настан имаме едно славење на небото. Во кое славење Сатаната не кажавме, и тоа е важно, ова мора да го спомнам. Употребени се неколку имиња за Сатаната. Старата змија, Сатаната и ѓаволот. Сатанас, ѓаволос и старата змија. Старата змија, асоциација на Битие 3 глава, првите 5 стиха, кога го искуши човекот и падна во грев. Зборот Сатанас значи противник и се употребува во многу други случаи во Стариот Завет, кога има противник од секој вид, па дури и за луѓе. Па дури оној ангел што стоеше пред Валаам, кој одеше кон Валак за да го проколне Божиот народ, тој ангел е наречен Сатана. Тој е Божи ангел, но наречен Сатана зашто стои како противник на Валаам со магарето. Значи противник. Тој е противник, се бори против Бог. И е обвинител, тоа е клеветник. И неговата улога на обвинител многу добро е представена во првите 2 глави на книгата Јов. И што прави тој? Обвинува или клевети. Се има суштинска разлика меѓу обвинител и клеветник. Обвинителот е оној што изнесе обвинение заради сторени лоши работи. А клеветникот е оној кој ги изопачува работите, тоест ги увеличува лошите нешта, дори може да измисли лошо нешто, или ги скрие добрите работи за некого, за да го оцрни, да го наклевети. Сатаната е обвинител и клеветник. Зошто обвинител и клеветник? На Сатаната не му треба многу за да не обвини. Тој може најде многу работи во нашиот живот за да не обвини. Нема потреба многу да измислува. Секојдневно ќе ни најде илјадници нешта за некој да не обвини. И со право ќе не обвини. Но целта на Сатаната не е едноставно да не обвини. Целта на Сатаната е клеветење, тоест наше уцрнување пред Бог, за да некако се раскине нашата врска со Бог, тој да не отворли. И сега, што значи симнувањето на Сатаната и демоните од небото? Веднаш после овој настан има едно славење на небото, во кој што гласот небото почнува да зборува: сега дојде спасението, силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, затоа што е фрлен долу обвинителот на нашите браке, кој ги обвинува пред нашиот Бог дење и ноќе. Мора овие 2 текста одат заедно, еден по друг, да бидат земени во предвид, во анализата, во изучувањето. Имаме војна, духовна војна, која се води меѓу Михаил и Сатаната. Во таа војна Сатаната е победен и веднаш небото почнува да слави спасение на Божите луѓе. И добро, како дојде спасението? Зашто Михаил го победи Сатаната? Тоа ли е нашето спасение? Никако. Не треба да бараме овдека вакви некакви историски настани. Веднаш после овој текст пишува од кај доаѓа нашето спасение, каде е нашата победа. Во наредниот текст и вели: а тие го мислам дека може би овдека го имавме. А тие го победија заради крвта или со крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво и не зажалија да го дадат и својот живот. Како дојде спасението и победата? Преку крвта на јагнето. Во таа митолошка слика, која е чисто митолошка сцена, во која што има војна на ангели, која не е реална, туку е идеолошка. Во таа сцена ние го гледаме поразот и паѓањето на Сатаната, а поразот и паѓањето на Сатаната е во жртвата на Исус Христос и преку крвта. А што прави крвта на Исус Христос? Кога Сатаната оди да клевети, каков одговор добива? Очистено е, простено е. Тоа е неговото симнување од небото на земјата. Тој нема што да бара покрај Божиот престол. И тоа е духовната вистина, тоа е вистината. Неговата победа, тоест неговиот пораз се случува заради крвта на Исус Христос. Ние го победивме
преку крвта на Исус Христос. И кога сатаната оди на небото да клевети, Бог вели, простено е. Крвта на Исус Христос изчисти. Твоите клевети, твоите обвинувања немаат сила. Ти си обесилен. Ти си обезвластен во крвта на Исус Христос. Победата на сатаната е извојувана на крстот, не во таа битка меѓу Михаил и сатаната. Битката меѓу Михаил и сатаната е митолошка сцена во која се покажува пораз. Во секоја битка сатаната губи. И ние имаме победа. И тоа е причина за радост, причина за славење. И сега немаме време, кога ќе излезе ден книгата Сребот Господ, ќе може да ги прочитате на рад овие работи. Имаме иста фраза овдека и во 6 глава, на крајот на 6 глава, кога закланите заради Христос од големите неволи, под жртвеникот на небото велеа до кога Господи ти нема да не одмаздиш и нема да го казнеш обвинителот на нашите браќа, истата сцена што е употребена и овдека. Ликуваат светиите, зашто клеветникот нема повеќе власт, тој е победен. И во оваа сцена меѓу ангелите и демоните, оние што се на Божјата страна победуваат. И се уфрлува она славење кое покажува зошто е победата. Од кај доаѓа победата? Победата доаѓа од крвта на Исус Христос. Бидејќи Исус умре за нас, ние имаме победа. И нашата победа е осигурена. Продолжува текстот. И кога змевот виде дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената, која го роди машкото. На жената пак и дадоа 2 крила од голем орел, да летне во пустината на своето место, каде што се хранеше едно време и 2 времења и половина време, тоа е 3,5 години. Далеко од лицето на земјата, а змијата испушти по жената од својата уста вода како река, за да биде однесена од водата. Но земјата и помогна на жената, и ја отвори устата и ја испи реката, што ја испушти змевот од својата уста. Змевот пак се разгневи на жената и отиде да воја против останатите од незиното потомство, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го држат Исусовото сведоштво. Гледате ли, повторно, сцена во која што змејот го напаѓа Божиот народ и користи неколку средства. Испушта вода, ја гони. И во секоја ситуација Бог интервенира. Кога почнува да ја гони жената, што прави Бог? И дава 2 крилја. И пишува летна далеко од лицето на земјата. Реално ли е тоа? Може ли целата црква да летне далеко од земјата? Орелските крилја се символика. Сите ове сцени во книгата Откровение веќе присуствуваат во некоја друга литература. Најмногу во апокалиптичната меѓузаветна литература, за која зборевме пред некој вечер со Гаго, како книгата на Енох и некои други книги. Сите сцени се веќе познати, употребени се. Ова сцена има во тие книги, ја има и во Излез, книгата Излез и Второзаконие. Таму Бог го подсетуваше Божиот народ и рече: помнете ли кога ви избавив од Египет, земјата на робството, така што ви дадов орелски крилја да побегнете. Идејата е избавување. Имаме овдека слика стара змија на земјата и орел во лед. Кој е посупериорен? Орелот или змијата? Идејата овдека е во тие напади, жестоки напади на сатаната, Бог ќе избавува, ќе ни даде и орелски крилја, за да надвладееме, да бидеме посупериорни во сатаната. Во втората сцена пушта вода, а водата во еврејската литература и во еврејскиот живот, во еврејскиот бит е најстрашниот кошмар. Поплавата, потопот, давењето е најстрашна сцена. Змејот испушта не оган, не се плашат толку од оган, од вода. И што пишува? И Бог ја отвори земјата и земјата ја голтна водата. Гледате ли како секој обид на сатаната да го уништи Божиот народ пропаѓа. И тоа е основната идеја. Е прикажана духовната војна и во таа духовна војна оние што се на страната на Бог победуваат. И при тоа
Прита, во нито еден момент не можеме да видиме Бог лично да застане пред Сатанат и да војува. Зошто? Зошто е абсурдно Бог да застане и да војува? Зошто има потреба Бог да војува? Бог само може да каже исчезни и нема да постои Сатаната. Војната ни припаѓа нам. Ние војуваме. Во сиве овие сцени треба да го најдеме нашето место во војната и нашата одговорност. Кој ќе издржи до крај, ќе победи. Идејата на книгата Откровение е да издржиме до крај во таа војна. Ако издржиме до крај, ако не паднеме под искушенијата на Сатаната, неговите трикови да не сврти против Бог, сигурно ќе победиме. Треба да устоиме до крај. Тоа е поентата на книгата Откровение. Тоа е поентата на сите овие сцени. Не да бараме во историјата некакви конкретни настани, туку во овие слики да видиме многу јасната идеја, многу јасното учење. Во таа духовна војна Бог стои зад нас и во секоја опасност тој ќе најде излазно решение. Кога Сатаната ќе не нападне, ќе не даде крилја од орел, од голем орел пишува, не од какој фи да е, од голем орел. Кога Сатаната ќе пушти потоп врз нас, Бог ќе отвори земјата и ќе голтне водата. Кога Сатаната чека да голтне некој, Бог ќе не земе во своето присуство на Божиот престол. Бог е секогаш тука покрај нас да не спаси. Во секоја битка имаме победа. Во Божиото царство нема загубена битка. Нито една битка не е загубена. Колку и во нашиот живот некои ситуации да изгледат како порази, во Божиото царство се тоа добиени битки. Таму нема пораз. Бог не знае за пораз. Да се држиме здраво за Бог, да бидеме будни и да го имаме сознанието дека постојано во секој миг ние сме вклучени во една војна која реално се води и во духовниот свет и овдека во физичкиот свет. Секој миг ние сме вклучени во таа војна. Да останеме, да војуваме на Божјата страна и сигурно ќе имаме победа.